А сега во другиот дел од нашето студио, мојата драга колешка Сузе се ги пречека своите гости. Јас ке ви кажам добро утро, Сузе, добро утро и за гостите. Добре ни дојде назад. Добре најдов и драго ми е што се дружиме ова утро, поготово со тебе што си сега дел од утринскава програма со мощно интересен, морам да кажам, разговор, но ќе оставам на тебе да ги најавиш и гостите и темата. Да, ти благодарам многу, верувам дека ќе бидеме корисни и верувам дека ќе ви бидеме многу од интерес ако го проследите нашиот разговор и се разбира нашите први утрински гости. За линијата за поддршка на палијативните пациенти, која што е веќе новина, но и веќе функционира и од огромна корис и за пациентите и за семејствата, ова утро ќе проговориме со Јорданче Јосифов, председател на Сдруженијето Палиум, и Бранка Џајковска, проект менаџер од Фондацијата Доктор Верица Механџиска. Добре ни дојдовте. Срекни празници, убав почеток на новата година. Прв пат се гледаме оваа година и верувам дека ја фативте со цела сила, полна сила. Так. Ајде за почеток да го представиме Сдруженијето Палиум. Кој е Сдруженијето Палиум и која е неговата визија и мисија? Сдруженијето Палиум е здружение кое што е формирано за да пружи поддршка на палијативните пациенти и нивните семејства, во смисла да бидеме во постојан контакт со нив и да одговориме на сите нивни барања додека трае палијативниот третман, односно додека се наоѓаат во една за нив специфична состојба кога за прв пат можеби се соочуваат со болест, имаат низа непознаници и ние се трудиме како професионалци од другата страна да одговориме, а исто така и да креираме едно позитивно јавно мислење и да кренеме јавната свест за ова наша целна група. Прекрасно. Да, броевите на линијата за поддршка неколку пати ќе одат на долната страна од екранот и ќе можете да си ги запишете, а доколку не ги запишете денеска, ние секако дека ќе ви ги кажеме, само ако побарате од нас помош, како што многу често тоа го правите. Каква е, Верица, идејата за соработка помеѓу вашата фондација Доктор Верица Механџиска и Сдруженијето Палиум? Идејата произлезе, да кажам, природно. Ние како фондација сме една фондација која што се обидува да придонесе и да предизвика позитивни промени во заедницата. Во таа насока и оваа наша соработка произлезе како нешто што би можело да биде добро за заедницата. Ние работата на Сдруженијето Палиум ја следиме веќе неколку години. Зборувам како фондација, ја следиме веќе неколку години затоа што навистина се исклучителни по својата дејност и нивните активности се издвојуваат како нешто што е од огромна корис за граѓаните. Неколку години ја следиме нивната работа со изнајмувачницата и можноста на луѓето кои што имаат потреба да пружат палијативна грижа и нега за своите најблиски во својот дом, да можат да не се изложени на огромен трошок, да може да се обезбедат поддршка и услови. Тоа Сдруженијето Палиум веќе години го прави. И ние како една одговорна фондација која што навистина сака да види едно похумано, поинклузивно, поправедно општество, ја забележавме нивната мисија и веќе минатата година почнавме да разговараме за еден заеднички проект, односно еден проект кој што Сдруженијето Палиум ќе го спроведува, додека Фондацијата Доктор Верица Механџиска и ЗЕГЕН го финансираат спроведувањето на оваа прва линија за палијативните пациенти и нивните семејства. Не радува оваа соработка затоа што во Сдруженијето Палиум има исклучителен број на професионалци кои што навистина можат да дадат помош и поддршка. Досега нешто што се случувало во може некоја неформална да речеме некои неформални дружби, разговори со нив за луѓето да можат да добијат некаков тип на поддршка, сега добива една форма и на двете телефонски линии кои што веќе неколку дена функционираат. Секој граѓанин може да се јави и да може да си помогне на тој пат кога би се соочил со некој таков предизвик. А секој од нас порано или подоцна ќе се соочи со некој таков сличен предизвик и ќе му биде потребна помош и поддршка. Јорданче, зошто беше неопходна оваа линија? Како невладина организација која што ги следи бројките, ја следи целата
слика во општеството во однос на палиативните пациенти. Констатиравме, благодарение на бројките од Институтот за јавно здравје, кои што се оваа година, да речеме, се 7421 ново диагностициран случај и трендот на постојано зголемување на таа бројка, некако само по себе се наметна потребата дека на овие наши сограѓани треба да им овозможиме место каде што тие ќе може да се јават и од другата страна да најдат на еден професионален пристап кој што ќе им помогне да полесно го поминат целиот палиативен третман, односно да им со конкретни мерки и активности кои што ние ќе ги предложиме со основните потреби да се обидеме барем на тој начин да им помогнеме. Спомна Бранка, проект кој што го завршивме и кој што беше промовиран во вашата емисија, е позајмувачницата за ортопедски помагала Земи користи врати, кој што продолжува и понатаму иако формално е завршен и сега веќе со линијата едноставно пружаме цел сет на активности кај што луѓето имаат каде да се јават и да добијат конкретна помош и поддршка. Самата линија е замислена да функционира многу едноставно со свртување на броевите 070 440 566 и 070 440 567 ќе самите наши сограѓани ќе најдат на гласовна порака која што ќе ги извести дека го добиле бројот на Сдруженијето Палиум, односно дека оваа услуга е овозможена од Фондацијата доктор Верица Механџиска из Егин и дека по звучниот сигнал ќе им се јави операторот од Сдруженијето Палиум. Применуваме кон пополнување на стандардизиран прашалник, кој што е пракса во цел свет, каде што од кој што ние како професионалци заклучуваме кои се нивните најприоритетни потреби. Тоа го правиме заедно со самите наши сограѓани и потоа веќе преминуваме кон конкретна помош и поддршка поделена во три сегменти. Пружаме здравствена поддршка во однос на здравствениот и медицинскиот дел, пружаме социјална поддршка во однос на остварување на некои од правата од социјалната заштита и најважно на крајот пружаме психолошка поддршка, односно она што најмногу им треба како некој водич за текот на целиот палиативен третман. Секоја чест, навистина. Јас веќе подолго време имав една констатација дека на сите нас, без разлика во кој животен стадиум се наоѓаме, на која возраст сме или со кого живееме, дали живееме во поголемо семејство или живееме сами, на сите нас ни фали многу едукација и ни фали една подадена рака која еве вие на еден толку едноставен начин, можеби не е така едноставен за вас, но мене ми личи дека е едноставен. За нас како професионалци бидејќи го работиме тоа долги години и искуството си го прави своето. Овие две линии 070 440 566 и 070 440 567 се двата телефонски броеви на кои можете да добиете помош, насока и едноставно партнер во вашата мака, во вашата борбата со палиативниот третман. Палиативниот третман посебно на многу луѓе кои што навистина понекогаш им е многу тоа важно. За нашите сограѓани да истакнеме дека линијата работи секој ден од понеделник до петок од 16 до 20 часот и во сабота од 12 до 16 часот. Но стоиме на располагање на нашиот мејл на невладината организација Палиум. Одлично. Ајде подоцна ќе ми кажете за овие неколку дена колку што веќе се во функција линиите, како, зашто најчесто се јавуваат граѓаните. Верица и вашата фондација, Бранка, е многу активна, фондацијата доктор Верица Механџиска из Егин и ви имате доста проекти и активности позади вас. Кој од нив би ги издвоиле? Така, имаме доста активности, работиме многу и на поддршка во добивање на здравствени услуги, како што е овој случај со Палиум, кој што, како што кажав, произлезе и од она што вие го споменавте, имаме огромен пораст на малигни заболувања, голем број на одселување на младото население во нашата држава, кој што придонесува да нашите стари лица во потреба на грижа се обично сами им е потребен ваков некој тип на поддршка, но присутни сме како фондација и во делот на давање на социјална поддршка на социјално ранливи категории на граѓани, она по што сме најмногу препознаени во последниот период е секако поддршката на лицата со нарушување од спектарот на аутизам. Како фондација реализираме многу активности поврзани со оваа проблематика. Само изминатата година се опреми сензорна просторија во Кучани, доделивме еден најсовремен ТМС апарат во Центарот за рехабилитација на патологијата на вирбалната патологија на комуникации. Понатаму во
градската општа болница 8 септември се додели најнова хипербарна комора, тоа беше самото тоа беше донација од повеќе од 140.000 евра. Понатаму еве минатата недела во болницата во Тетово, на оделението на гинекологија се доделија 10 болнички кревети, така што навистина да гледаме да сме многу присутни, да поддржиме таму каде што сметаме дека има најголема потреба. Во нашата работа, таков ни е системот, гледаме да приоритизираме, секако дека една компанија или една фондација не може да целосно да променат целото општество, но веруваме дека нашиот пример и тоа во што фондацијата доктор Верица Механџиска прераснува во една фондација која што навистина стратешки пристапува кон надминување на ваков тип на предизвици, ќе бидеме мотив и за други компании да поддржуваат вакви хумани мисии. Навистина се надеваме дека ќе онаа снежна топка ќе почне да се врти надолу и ќе се случи навистина ќе приклучува и други да се огледаат на вас и на она што вие го имате како мисија. Ајде да се вратиме повторно на линијата за поддршка на палијативните пациенти и нивните семејства. Што се поконкретно таа ќе им нуди на нив? Линијата е замислена и ќе функционира, веќе почнеме да одговараме на повици на наши сограѓани. Е замислена да функционира на тој начин што оној момент кога ќе ни се јават нашите сограѓани и побараат конкретна помош, да ние навремено, стручно и професионално им ја пружиме таа помош. Рековме, таа може да биде од 3 сектори, од делот на здравствениот, односно самиот медицински третман за време на палијативниот третман, потоа може да биде психолошка во вид на поддршка како за самиот пациент, така и за неговото семејство, бидејќи и луѓето во тие моменти, освен оние фази кои што ги познава теоријата како што се шок, неверување и неприфаќање, понатаму веќе доаѓа фазата кога се соочуваат со самата болест, со самата дијагноза и многу е потребно да низ целиот тој процес поминат со професионалци. Многу е полесно да кога има некој кој што го знае сето тоа и да им ја пружи таа правовремена помош и се разбира како еден сегмент на услуги кои што ги нудиме и продолжение на проектот Земи користи врати, исто така со одлука на управниот одбор на Здруженијето Палиум и покрај тоа што формално е завршен проектот, помагалата останаа во сопственост на невладината и ние ќе продолжиме и понатаму да ги позајмуваме на нашите сограѓани. Тоа значи дека доколку имаат потреба од некое помагало, нашата веб страна веќе ја знаат, palium.mk, можат да влезат да го видат сетот на помагала и за секој на помагало кое што имаат потреба, ни се јавуваат исто на овие броеви и едноставно ќе можеме да им излеземе во пресред, да им ги позајмиме, да го користат онолку време колку што имаат потреба, да го олеснат палијативниот третман и со самото по потребата од завршување на лекувањето и на третманот да го вратат за да можеме да го изчистиме, да го стерилизираме и потоа да го позајмиме на други наши сограѓани. Оно што е многу посебно, што нас ни е битно во невладината и во соработката со фондацијата доктор Верица Механџиска е да истакнеме јавна благодарност до вас, до вашата медиумска куќа која што секогаш пружа поддршка и ова е начинот на кој што ние можеме да допреме до нашите сограѓани и да влијаеме на креирањето на јавната свест, на зголемување на јавната свест за оваа целна група, а од друга страна исто така и многу поактивно веќе согласно нашето искуство на терен да се вклучиме и во креирањето на политиките. Како држава ни фали да изградиме еден систем кој што ќе биде посветен на самите пациенти и тоа не на пациентите да ги гледаме како бројка и како дијагноза, туку на целото на нив како личност и на нивното семејство, бидејќи палијативниот третман е една комплексна работа во која што мора да се вклучат многу повеќе субјекти и општествени чинители. Така е. Бранка, што би имале уште нешто да додадеме, а е важно, а може би го испуштивме во целиот овој наш разговор? Па еве кратко, јас не може би директно поврзано со оваа линија, но би сакала да искористам, како што кажа Јорданче, голема благодарност до вас како медиум што ни давате простор да можеме да испратиме преку вас порака и поддршката која што добиваме е од огромно значење за нас и да можеме да ги комуницираме нашите активности. Во таа насока и на крајот би сакала да ги поканам вашите гледачи, ние како здружение како фондација доктор Верица Механџиска во март, на 22 март ја организираме третата поред трка Херои во сите бои. Ова е трка која што има хуманитарен карактер и е наменета за сите средства кои што се собираат од котизациите на секој кој што ќе учествува, сите се одат во донација за здруженија кои што реализираат активности
за поддршка на лицата со нарушување од спектарот на аутизам. Оваа година имаме 3 здруженија кои што ќе бидат поддржани, така што би сакала да испратам порака до сите што не гледаат да проверат кај нас на нашите социјални медиуми, да ги следат инструкциите за да може да се пријават на оваа трка и со својата котизација да придонесат кон едно подобро утре. Одлично. Ние сме тука да ве поддржиме и благовремено да ги подсетиме гледачите да можат да се пријават за да биде што поуспешна и што помасовна оваа трка и целиот ваш труд. Јодан предпоставувам дека имаме ние уште многу што да споменеме, но ќе го оставиме тоа за во некоја следна прилика. Тука сме. Знам дека вредно и посветено работите не само во работни денови, туку и во неработни денови и на празници, се во функција на пациентите и на луѓето на кои навистина во тоа доба и во таквата нивна животна состојба им е потребна помош, поддршка, разбирање, насока, понекогаш и совет кој што ќе им се даде многу значи. Ви благодарам што бевте наши утрински гости. Благодарам за можност. Да, задоволството е наше и секогаш вратите во Алфа телевизија се отворени, особено за ваквите теми и за ваквите пациенти. Ви благодарам и јас, ви посакувам успех и се разбира убав ден.